Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. Читање од Евангелието според Матеј, 5 глава. А кога виде Исус големо мноштво, се качи на планината. И кога седна, неговите ученици му се приближија. А тој ја отвори својата уста, ги учеше и им зборуваше: Блажени се бедните по дух, зашто нивно е небесното царство. Блажени се оние кои тагуваат, зашто ќе бидат утешени. Блажени се кротките, зашто тие ќе ја наследат земјата. Блажени се оние кои гладуваат и жедуваат за праведност, зашто тие ќе се наситат. Блажени се милостивите, зашто тие ќе бидат помилувани. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бога. Блажени се миротворците, зашто тие ќе се наречат Божи синови. Блажени се оние што ги прогонуваат за праведност, зашто нивно е небесното царство. Блажени сте кога ќе ве срамат и гонат и кога ќе зборуваат против вас секакви лоши зборови лажно заради мене. Радувајте се и воскликнувајте, зашто голема е вашата награда на небесата, зашто така ги прогонуваа и пророците кои беа пред вас. Вие сте солта на земјата, но ако солта облутави, со што ќе се осоли? Таа не вреди веќе за ништо, освен да се фрли надвор и изгази од луѓето. Вие сте светлината на светот. Град изграден на врв планина не може да се сокрие. Ниту запалена светилка се става под сад, туку на светилник, и им свети на сите кои се во куќата. Така нека свети вашата светлина пред луѓето, за да ги видат вашите добри дела и да го прослават вашиот татко кој е на небесата. Немојте да мислите дека дојдов да ги укинам законот или пророците. Не дојдов да ги укинам, туку да ги исполнам. Зашто вистина ви велам, додека постојат небото и земјата, ниту една црта или точка од законот нема да пропадне, додека не се исполни се. И така, оној што ќе укине едно од тие најмали заповеди и така ги научи луѓето, ќе се нарече најмал во небесното царство. А оној што ќе ги исполни и така поучува, ќе се нарече голем во небесното царство. Зашто ви велам, доколку вашата праведност не биде поголема од праведноста на книжниците и фарисеите, вие нема да влезете во небесното царство. Сте чуле дека им било речено на старите: не убивај, а кој ќе убие ќе биде виновен пред судот. А јас ви велам, секој што се гневи на брата си, ќе биде виновен пред судот, а кој ќе му рече на брата си празноглавец, ќе биде виновен пред Синедрионот, а кој ќе му рече безумниче, ќе биде виновен за воогнениот пекол. И така, ако принесуваш дар на жртвеникот и таму се сетиш дека твојот брат има нешто против тебе, остави го дарот таму пред жртвеникот и оди најнапред помири се со својот брат, а потоа дојди и принеси го дарот. Помири се со твојот противник бргу, уште додека си на пат со него, за да не те предаде противникот на судијата, а судијата на служителот, и да те фрлат во темница. Вистина ти велам, нема да излезеш оттаму се додека не ја дадеш и последната пара. Сте слушнале дека им било речено на старите: не прави прелюба. Но јас ви велам, секој што ќе погледне жена со желба за да ја посака, прави прелюба во своето срце. Ако те соблазнува твоето десно око, извади го и фрли го од себе, зашто подобро е да бидеш без едно око, отколку целото тело да ти биде фрлено во огнениот пекол. И ако те соблазнува твојата десна рака, отсечи ја и фрли од себе,
Зашто подобро е да бидеш без еден орган од телото, отколку целото тело да ти биде фрлено во огнениот пекол. И уште им било речено: кој ќе ја остави својата жена, нека и даде разводно писмо. А јас ви велам, секој што ќе ја остави својата жена, а не извршила прељуба, тој ја наведува на прељуба, и кој ќе се ожени со таква разведена, тој врши прељуба. А сте слушнале уште дека им било речено на старите: не се колни лажно, туку исполни ги своите заклетви пред Господ. Но јас ви велам, не колнете се воопшто, ни во небото, зашто тоа е Божји престол, ни во земјата, зашто е подножје на неговите нозе, ниту пак во Ерусалим, зашто е град на возвишениот цар. Не колни се ни во својата глава, зашто не можеш ниту едно влакно да го направиш бело или црно, но вашиот збор да биде да, да, не, не, се што е повеќе доаѓа од лукавиот. Сте чуле дека е речено око за око и зап за зап. А јас ви велам, не противете му се на злиот, туку, ако некој те удри по десниот образ, сврти му го и другиот. И ако некој сака да се суди со тебе и да ти ја земе кошулата, остави му ја и горната облека. И ако некој те присили да одиш со него 1 милја, ти оди 2. Дај му на оној што бара од тебе. И ако некој сака да ти позајми нешто, не одвраќај го. Сте чуле дека е речено: сакај го својот ближен, а мрази го непријателот. А јас ви велам, сакајте ги своите непријатели и молете се за оние кои ве гонат, за да бидете синови на вашиот татко кој е на небесата, зашто тој го остава неговото сонце да грее над лошите и над добрите, и им испреќа дожд на праведните и неправедните. Зашто, ако ги сакате само оние што ве сакаат вас, каква награда ќе добиете? Не го прават ли тоа и цариниците? И ако ги поздравувате само своите браќа, што правите повеќе од другите? Не го прават ли тоа и другите народи? Но, бидете и вие совршени, како што е совршен вашиот татко кој е на небесата. Амин.